Време е за промени, но само во означувањето. Така најдобро може да се опише настапот на Volkswagen, кој во Минхен покажа дека е подготвен со сите сили да ја брани пазарната територија. Така, според новата номенклатура, идните електрични модели ќе ги имаат традиционалните имиња, кои на купувачите им се добро познати. Прв ќе биде ID Polo, кој ќе се бори против кинеската конкуренција со својата цена, која ќе стартува од 25.000 евра. Предводник е на новото семејство помали електрични модели со должина од околу 4 метри, кои ќе се произведуваат во Шпанија, составено уште и од Cupra Raval и Škoda Epiq. Подоцна ќе им се придружи и мал кросовер, замислен како електрична алтернатива на T-Cross, чиј модерен изглед најавува ново стилско изразување кое ќе биде применето на сите идни модели. Дизајнот му е чист и јасен и се надоврзува на веќе видените концепти. Обликуван е со акцент на позитивниот карактер, при што светлосниот потпис напред треба да долови впечаток на насмевка. Делумно може да се забележи и дека дизајнерите кај некои детали се имаат инспирирано од историските модели на марката. Техничка основа на сите нив ќе биде унапредената MEB+ платформата со погон на предните тркала. Од деталите засега се знае дека за прв пат на ниво на групата ќе се користат батерии со унифицирани ќелии кои ќе обезбедуваат автономија и до 450 км. Се очекуваат повеќе погонски групи, меѓу кои најмоќни ќе бидат оние за ID Polo GTI и Cupra Raval, која е сериска верзија на концептот Urban Rebel. Чешкиот представник пак ќе освојува со истакнатата практичност на внатрешноста и свежиот дизајнерски стил, применет однадвор и одвнатре. Ги комбинира робусноста и функционалноста, а автентичноста е изразена преку дневните светла во облик на буквата Т и линиите кои визуелно ги одвојуваат деловите на каросеријата, давајќи му динамична и моќна појава. Така ќе изгледа и новата Octavia, која Шкода ја најави со револуционерниот концепт Vision O, покажан како правец во кој ќе се развива дизајнот на идните модели на марката. Тој исчекорува со смел скок напред во еволуцијата на сегашниот стилски јазик, но притоа почитувајќи ги поставените цели за одржливоста, внатрешната архитектура и иновациите фокусирани на потребите на клиентите. Донесува повеќе агресивност со елементи на блага носталгичност, а LED маската е вклопена во прилично сложениот преден профил со вдлабнување на горниот дел, кои изгледаат како да има заби. Во ист стил, со остри агли, е изведен и задниот дел, а силуетата задржува масивен, не толку мускулест облик, давајќи му на целиот автомобил правилни и визуелно ненападни пропорции. Податоци за погонот нема, ниту пак кога треба да го очекуваме серискиот модел, што секако нема да биде така бргу. За разлика од него, нешто малку повеќе се знае за најновиот модел на Cupra, кој со должината од 4,7 метри има тенденција да застане на врвот на понудата на марката, чиј одвојување од основната гама на Seat се покажа како вистински потек. Називот Тиндаја, кој го има добиено по вулканската планина на Канарите, која за локалното население важи за свето место, што најдобро го опишува неговиот жесток карактер, кој ќе го докажува и со изборот погонски агрегати – бензински, дизел, хибридни и плагин, со моќности до 500 конјски сили. Предниот дел, стилски обликуван како носна ајкула, има осветлено лого и уникатна црна маска на долниот дел. Облините изобилуваат со триаголни акценти, а тенките столбови на покривот, кој има структурен рбет во форма на буквата Y и два отстранливи панели, му даваат пливачки ефект. Не се знае кога овој живописно агресивен кросовер ќе стане сериски производ. Својата минхенска офанзива групата Volkswagen ја прошири и со Porsche 911 Turbo S, кој сега располага со 711 хибридни конјски сили и уникатниот концепт C на Audi, со кој се најавува нова ера на марката. Со нова филозофија која треба драматично да го промени начинот на кој во иднина ќе ги гледаме автомобилите со логото со 4 прстени, има задача да најави целосно нов електричен родстер со 2 седишта за кои кружат многу гласини и малку изворни информации. Се верува дека ќе го види светлото на денот некаде во 2027 година, а што ќе донесе од техничките иновации, доправа ќе дознаваме.
Својот настап Volkswagen го комплетираше уште и со покажувањето на американскиот Scout и прототип на мотоцикл Ducati со батерии со цврст електролит.